Судењето за пожарот во Кочани започнува денеска. 8 месеци по трагедијата, обвинетите седнуваат во судница. Македонци, албанци, роми, но тоа е најмалку битно. Меѓу нив има и неколкумина поранешни министри од ДУИ. Можам само да предпоставам што ќе се случи ако тие бидат осудени. Што ќе прават тогаш оние борци за човекови права од ДУИ? Ќе организираат протест на плоштадот Скендербег дека во оваа земја не смее да им се суди на албанци, се за демократијата и со животот. Но не е само ДУИ што тера политика од оваа трагедија. Тука е и нивниот коалициски партнер СДСМ. Еве Филипче најави собраниска анкетна комисија за Кочани. Не за џабе се вели дека ако сакаш нешто да скриеш, формирај комисија. На случајот со пожарот во Кочани не му е место во собрание, туку во судница. Обвинението ќе го застапуваат дури 15 обвинители, за да не се случи некој обвинител случајно да му се слоши или да снеможе, па судењето да се одолговлекува до недоглед. Судиката Диана Груевска-Илиевска ќе има шанси да докаже дека не се сите со 2% доверба. Она што е поважно е дали ние како држава ја научивме лекцијата за не дај Боже да не ни се случи ново Кочани. Дали нашите болници се поподготвени да примат толков број повредени пациенти одеднаш? Дали ноќните клубови и дискотеки сега ги исполнуваат сите услови, работат со легални лиценци или децата и натаму ќе се собираат во шупи и подруми, а родителите да не спијат по цели ноќи, дали ќе се вратат живи? Затоа е важно, оние за кои ќе се докаже вина да ја добијат заслужената казна. 16 март беше еден од најтажните денови во поновата македонска историја. Ова судење ќе трае можеби со години, но како се вели, правдата е спора, но достижна. Тоа им го должиме на настраданите и на нивните семејства. Во СДСМ се зрели за диагноза. Џабе Филипче е доктор кога не може да ја постави диагнозата на бихачка. Никој не сака да му биде во партиските тела, како не дај Боже да е лепрозен. Еве Венко, на тој што го доживеа најголемиот пораз на локалните избори, во општина Аеродром ќе го награди со подпредседателско место во партијата. Знаете ли кој е првиот услов да напредуваш во СДСМ? Условот е да пловиш на јахтата на Заев во Грција и да уживаш за сите пари. Јака препорака, нема што. Двајца доктори, пациентот клинички мртов. СДСМ може да си го смени името во партија од јахтата. 2 недели по локалните избори се стега обрачот околу поранешната градоначалничка на Скопје Даниела Арсовска. Поднесена е кривична пријава за нејзиниот пријател Блерин Беџети. Е тој Блерин, кој вели дека ова е напад на ДУИ, е осомничен за фалсификување на деловни книги и дека за катастарска парцела, за која нема детален урбанистички план, изготвиле одобрение за градба. Е што, за во Сарајли треба детален урбанистички план? Даниела многу сака да кажува за рачиња во мед. За ова, рачињата во што се брцнати? Во треска или во вардар? Сигурно не. Европската Унија, како со сила да се труди уште повеќе да се намалува поддршката кај македонците за членство во ЕУ. Само ние и Србија сме стагнирале, а сите околу нас напредувале. Дури и Украина, која е во војна, а Молдавија, која е за гревота. Тоа се тие европски стандарди. Ете, ни дојде и германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул, за да не убедува колку е добро да ги ставиме бугарите во устав. Ако е толку добро, нека ги стави тој турците во германскиот устав. Тие во Германија се неколку милиони, а бугари во Македонија има 2-3 илјади, воглавно бугари по професија, а не по национално убедување. Ефектот Цеца си го направи своето. Откако Ражнатовиќ го развиори бугарското знаме среде Велес, пејачите од Србија, како да се надпреваруваат кој ќе биде поголем македонец. Потеа Теировиќ, која во Борис Трајковски се нагрна со македонското знаме. Аца Лукас отиде најдалеку. Тој на настап во Швајцарија ја изведе Јовано Јованко со нашето знаме на грбот. Србите ова го викаат шихтање или улезување. Се за пари, се претера и со македонштината. Ова беше 50-та епизода на 5 минути со Чавес. Славиме мал јубилеј. Ја тераме втората сезона. Ги коментираме домашните и регионалните случувања на наш начин.
Теми имаме секогаш. Имаме и омилени пациенти. Претплатете се на YouTube каналот на Република и мислете со своја глава.